Денеска во Подгорица учествувавте на министерски пленарен состанок во рамки на 4-тиот дигитален самит на Западен Балкан. За што разговаравте? Ми е чест и задоволство во Подгорица да сме денеска и ова е втор пат. Претходниот пат беше во месец јуни, каде сите што знаете дека тогаш почнавме нова добра соработка во земјите од Западен Балкан, каде што веќе имаме roaming free за овие земји. Понатамошната соработка продолжува со земјите од Западен Балкан и затоа во рамките на Берлинскиот и во регионалната соработка што го имаме, денеска сме пак во Подгорица, каде што отворивме нови дискусии за подобри поврзување помеѓу земјите во процесот на интероперабилност, но исто така и во процесот на размена на податоци. Многу важни работи каде што нашите институции, нашите министерства, нашите органи од државна управа ќе комуницираат помеѓу овие земји во нареден период кога ќе почнуваат да се спроведуваат и овие усогласувања што денеска ги дискутиравме, ќе бидат многу поблиску институциите. И ова со ова работа ќе имаме придобивки сите сектори во нашата земја, ќе има придобивки и економијата, ќе има и бизнис секторот и другите сектори каде што постапките и институциите ќе бидат многу блиску, но едноставно и многу добивки ќе имаат во овој процес и граѓаните заради тоа што кога ќе се поврзуваат институциите, полесно ќе може да комуницираат и граѓаните за нивните потреби и постапки што ги имаат веќе во нашите институции кои се поврзуваат со другите институции во овие земји. Може да ми кажете што повеќе се случува за дигиталната трансформација дома? Исто така и овде тоа што го дискутиравме се однесуваше на дигитална трансформација помеѓу земјите, но ние не застануваме тука. Како главен приоритет на нашата влада и на нашето министерство е што побрзо да имаме дигитализација. Во веќе поминатиот период многу добро се направи една добра анализа, освен тоа се инвестираше во многу важни фактори во процесот на дигитализација, но јас ова ќе го поделам на 3 дела. Едниот важен дел е соработката што го имаме со сите институции во врска за инвестиција што треба да се направи во инфраструктурата и во оваа фаза нешто еден многу добар дел е инвестиран во инфраструктура. Втората фаза промена на неколку важни закони во соработка со сите други министерства и од кабинетот на председателот на влада, каде што имаме заеднички тимови од сите министерства и предводен од кабинетот на председателот на владата, неколку закони во различни институции кои треба да се променат, веќе се во фаза на промена, некои се променија заради тоа што дигитализацијата да е многу побрзо. Во овој процес е многу важен заради тоа што во некои закони имаат потреба за некои документи и со една промена ќе може да се употребуваат и дигиталните документи во понатамошните процеси. Но исто така не застануваме тука, ние продолжуваме со и третиот дел е дигитализација на услугите. За ова јас очекувам дека до крајот на ова година конечно ќе се формира Агенцијата за дигитализација, многу важна институција која ќе ги развива сите дигитални услуги и веќе од органите на државна управа ќе биде централна институција, значи ќе имаме повеќе дигитални услуги кои ќе ги се развиват преку дигиталната агенција. Исто така претходниот ден имавме состанок за подготовка на буџетот за 2022 година, имавме многу добар конструктивен состанок со министерот за финансии, каде ние ветено дека 2022 година ќе биде година на дигитализација и каде во споредба со 2021 година ќе се инвестира 5 пати повеќе од тоа што е инвестирано во 2021 во дигитализација на институциите. Значи, имаме многу за работа, со добра соработка со сите институции, со сите органи на државна управа, предводени од владата, ние побрзо ќе може да го стигнеме таа наша цел дигитализација. Уште едно прашање, Европската унија веќе работи на европски дигитален идентитет. Што правиме ние за Да, како што знаете, вие во претходниот период и од нашето министерство сте имале некои информации дека и кај нас се работи на дигиталниот идентитет. Имавме вклучен меморандум со позната компанија и ќе бидеме единствена земја во регионот кој ќе го развиеме дигиталниот идентитет преку Мастеркард.
Веќе објавено, Mastercard го имат развиено услугата и според некои информации што јас го имам, дигиталниот идентитет во некои од институциите од банкарскиот сектор или приватниот сектор, веќе Mastercard имат почнато да го развива. Сме во фаза на вклучување на услугата за дигиталниот идентитет или електронско подпишување и во нашиот портал за електронски услуги. Во наредниот период очекувам и другите компании во нашата земја да се во фаза на завршување на дигиталниот идентитет и ова ќе биде многу добра конкуренција за да имаме конечно дигиталниот. И денеска овде во состанокот за регионална соработка помеѓу земјите, една од темите беше и дигиталниот идентитет, споредба во која земја е развиен, каде што веќе е постигнато и нашата земја беше една од тие од повисоко развиени во процесот на дигитализација и дигиталниот идентитет. Значи, во основот и за понатамошната соработка бевме подготвени да го развиеме овие постапки многу побрзо од другите земји. Фала многу. Благодарам.